Последниот ден од програмата за одбележување на Павловден, празникот на Виница, започна со верска литија, што се одржа пред параклисот Свети Павле на плоштадот Ангел Винички. На литијата чиноначалствуваше владиката Иларион во сослужение со свештеници од епархијата. Потоа се одржа свечена седница на Советот на општината, на која пред присутните советници и гости градоначалникот Ивица Димитров направи краток осврт за досега реализираните проекти и оние што се во план за наредниот период. При тоа акцент даде на финансиската состојба во општината и можностите за нормално реализирање на зацртаните задачи. Наследивме буџет на општина Виница со вкупен долг од 96,7 милиони денари, каде што основниот долг беше 40 милиони денари, моментално го намаливме за 10 милиони денари, додека вкупниот долг е намален за 15 милиони денари. Што значи дека се трудиме да работиме домаќински и одговорно. Пред се морам да кажам, тоа е со помош на вас, советниците, меѓутоа, доколку работиме сите домаќински, се надевам дека долгот во изминатите години ќе се намали што е можно помалку. Осврнувајќи се на дел од реализираните проекти, Димитров истакна дека за прв пат по многу години намалена е цената на водата за пиење. Обезбедени се 52 милиони денари со кои се реконструира патот Виница-Делчево преку Бигла, а ја спомена и реконструкцијата и изградбата на водоводната и канализацијската мрежа во Виница и во дел од населените места во општината. Посебен акцент во своето обраќање пред присутните тој даде за решавањето на социјалните прашања на ранливите категории граѓани за кои ќе се градат социјални станови. Исто така, зборуваше и за меѓународната соработка на локалната самоуправа со странските амбасади, од кои се очекуваат и конкретни резултати. Во изминатиот период имавме посета и од неколку амбасади, каде што дел од овие посети како општина ги искористивме, посебно со амбасадорката на Јапонија, каде што договоривме да инвестираат мал ровокопач во вредност од 30.000 евра за потребите на јавното комунално предпријатие Солидарност. Меѓутоа имавме и средба со украинската амбасадорка, каде што заедно со бизнис заедницата имавме средба со бизнис заедницата од нашата општина и се надевам дека бизнисот меѓу Македонија и нашата општина Виница и Украина ќе го интензивираме што е можно за подобра соработка. На крајот Димитров рече дека и соработката со унгарската амбасада треба да помогне за реконструкција на дел од училиштето Гоце Делчев. Во рамки на свечената седница на Советот на општината, на најдобрите ученици од основните и од средното училиште им беа доделени дипломи во знак на благодарност од општината, како поттик за тие и понатаму да продолжат со ваков успех.